Бројките од туберкулозното заболување последниве години бележат опаѓање. Според последните статистики во светот речиси 9 милиони лица боледуваат од оваа болест, а 1 милион починале. Во Македонија во 2006-та имало околу 600 заболени. Оваа бројка до 2012-та е двојно намалена. Туберкулозата во последните години има еден благ пад во однос на минатите, затоа што Светска здравствена организација има една своја програма и со таа програма апсолутно се опфатени со број на пациенти, мислам со број на прегледи на фамилијата заболена од туберкулоза, така наречени контакти, значи со тоа се сузбива веќе факторот на инфекцијата, а апсолутно имаме лекарства кои што се во целиот свет се исти и ние тие ги добиваме и им ги даваме на нашите пациенти. Туберкулозата и белодробните заболувања во регионов се лекуваат во Лешочката специјализирана болница. Тие располагаат со вкупно 50 легла, а покрај хоспитализација имаат и амбулантно оделение. На годишно ниво во оваа болница се лекуваат околу 1000 пациенти. Минатата година имавме 20 лекувани пациенти од туберкулоза. Хроничната обструктивна белодробна болест. Голем дел од пациентите кои се лекуваат во оваа болница се од оваа диагноза и од прилика негде околу 80% во проценти би било. Во оваа болница, покрај хоспиталниот, имаме и консултативно специјалистичка амбуланта, во која што на годишно ниво околу 4700 прегледи сме имале минатата година. Во склоп на болницата имаме кабинет за спирометрија, рентген кабинет, ехо кабинет и собствена лабораторија, која што има и биохемиски и микробиолошки дел за докажување на туберкулозниот бацил. 80% од случаевите кои се лекуваат во болницата за белодробни заболувања и туберкулоза во Лешок се од хронично обструктивната белодробна болест. Ризик фактори се пушењето цигари и загадениот воздух. Во Тетово последниве месеци загаденоста на воздухот е и до 10 пати повисока од дозволеното. Специјалистите велат дека тоа влијае на зголемување на бројката на пациенти кои се јавуваат со симптоми на белодробно заболување.